Благодарам. Колега Панчо Минов, ви благодарам на конструктивната реплика. Во таа насока беше моето размислување и оно што јас го имав како идеја кога го поднесов овој амандман. За жал не ли видовте што се случи и на кој начин се третираат амандманите од страна на опозицијата. Точно е се тоа што го кажавте, значи дека ваквиот потенцијал е силен и дека е атрактивен фактор и дека е неопходно интерактивно користење на релевантни информации, убаво е ова што го кажавте, за да се активира една нова динамика за одржлив развој и за разумно искористување на ресурсите со кои што располага, и да конкретно јас говорев за нашата општина, меѓутоа се сложувам и со тоа што го кажавте за општина Кавадарци, исто така како општина која што располага со потенцијал кој што може да се развива во слична насока. Дел од размислувањата кои што вие ги искажавте, кои што се однесуваат на амандманот, ми се информации кои што точно се добиени од хотелите кои што гравитираат околу просторот за кој што јас го поднесов амандманот. Таму има 3 во непосредна близина, многу близу, има 3 хотели. Ние во минатото како пратеници имавме еден проект, сега не можам така да го наречам, меѓутоа агенда за посета на сите фирми на општината од која што доаѓаме како пратеници, и при таквите реализирани посети на овие хотели, на овие капацитети, оттаму ги добив овие податоци кои што ги презентирав сега и кои што би можела да дискутирам уште во таа насока, доколку дискусијата беше како она што сега вие го говоревте, па заеднички како пратеници да пробаме да го одоброволиме Министерството за финансии да обезбеди средства за ова што е различно од стратегија. Јас сум крајно разочарана од односот кон амандманите на опозицијата и од квалификациите кои што ние како пратеници повторно и на буџетот ги доживуваме. Апелирав на ребалансот на буџетот на тој начин да не се пристапува при разгледување на амандманите, затоа што при ребалансот имаше амандмани кои што се фотографираа, па се споделуваа, па повторно квалификации лично за пратениците биле такви, овакви, неинформирани, незапознаени, па како поднесувале амандмани. Па тоа не е работа на нас, да поднесуваме амандмани. Јас не знам како на друг начин да ние немаме друга алатка за да придонесеме кон подобрување на буџетот и кон реализација на идеите кои што не се наши. Ние не можеме во сите области да бидеме експерти. Идеите, например, кои што конкретно за ова, сте ги добиле од капацитетите хотелски кои што се наоѓаат во просторот околу Топлички рит. Како од она што го видов, заменичката кажа дека нема намера да го прифаќа амандманот, и сметам дека секоја дискусија која што ќе оди во насока за јас да бранам нечии фрустрации од проектите од минатото, е безпредметна и не одговара, не оди во насока на она што е буџетот и како јас го разбирам буџетот, например, како еден стратешки документ кој што треба да не води сите напред во 2020 година и кон кој што како пратеници треба да се однесуваме многу внимателно и сериозно. Затоа во таа насока, почитуване председателке, почитуване членови на Комисијата за финансирање и буџет, јас многу ви благодарам за ваквиот однос. Уште еднаш ќе го искажам моето разочарување и го повлекувам овој амандман. Се надевам дека сега помирно ќе живеете.